Верниот народ денеска го празнува светиот апостол Марко, првиот проповедник на Евангелието. Му беше сопатник и помошник на апостолот Петар, кој што во своето прво послание го нарекуваше свој син, не син по тело, туку по дух. Кога Марко беше во Рим со Петар, верниците го замолија да им ја запише спасоносната наука на Господа Исуса Христа, неговите чуда и неговиот живот. Така го напиша светото Евангелие, кое што го види и го посведочи за вистиното и самиот апостол Петар. Тој го постави Марко за епископ и го испрати на проповед во Мисир. Така тој беше првиот проповедник на Евангелието и првиот епископ во Мисир. Мисир беше сиот притиснат од густиот мрак на незнабоштвото, гатењето и злобата. Со Божја помош светиот Марко успеа да го посее семето на Христовата наука низ Ливија, Амоникија и Пентапол. Од Пентапол, воден од Духот Божи, там успеа да заснова црквата Божија, да постави епископ, свештеници и ѓакони. Својата проповед ја потврдуваше со големи многобројни чуда. Кога незнабожците подигнаа обвиненија против него, а градоначалникот почна да трга по него, тој побегна повторно во Пентапол и таму продолжи да го утврдува своето поранешно дело. После 2 години, светиот Марко на голема радост на верните чии што број во меѓувреме се умножи, се врати во Александрија. Тогаш го фатија незнабожците, цврсто го врзаа и почнаа да го влечат по калдрмите велејки, да го повлечиме волот во оборот. Сиот ранет и искрварен го фрлија во затвор. Овде најнапред му се јави ангел небесен и го храбреше и го крепеше. Потоа му се јави светиот Господ Исус Христос и му рече: "Мир на тебе, евангелисту мој", а Марко му одговори: "На тебе, Господи мој".